веќе не постои човек кој што и верува на оваа влада. Мислам дека постојат ситни интересџи кои што се надеваат за парче леп или сакаат да го задржат своето незаслужено парче леп или имаат некој друг поситен интерес, тендер, така натаму и така натаму. Значи, таа бројка од ден во ден е се помал. Заради тоа е овој, како што викаш ти цело време, кризен менаџмент. Заради тоа е овој кризен пиар. Заради тоа е оваа одлука да директно се конфронтира со родителите на настраданите и повредените у пожарот у Кочани. Заради тоа тој се дереше денеска од 5 нижили пред 2-3 луѓе. Не знам ни дали имаше 2-3 луѓе кои што беа патем млади од цела Македонија кои што наводно беа собрани. Затоа сакав да ги видиме автобусите. Значи ова е под помен костурницата кај што се одржуваше настанот, а овде има сигурно едно барем на видео кои што ги гледаме 2-30 автобуси што се носени од цела Македонија. Значи партија на власт да едва и собере 2-3 млади луѓе. Тоа кажува многу. Џабе ви се на вас анкетите. Јас сеќавам кога сум бил дел од тоа УМС, се сеќавам на настани со по 20-30 млади. Имало и настани на кои што ВМРО и кога била опозиција биле далеку побројни. Тоа мене ми покажува дека голем дел од тие луѓе кои што оделе на тие настани, биле членови на ВМРО ДПМН, симпатизери, членови на Унијата на млади сили, оделе таму од срце. Оделе таму затоа што навистина мисле дека нешто ќе се промени. Тие луѓе денеска ги немаше тука. Денес ти останаа Христијан само интересџиите, кои што први ќе ти го свртат грбот и ќе плукаат под тебе како што плукаа претходно по Никола Груевски. Човекот кој што ги измисли сите нив како што ти измисли и тебе. Приказната секогаш исто завршува. Прашањето е дали ќе имаш образ, дали ќе имаш лице